Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш гостин, како што најавивме, е господин Христо Никовски, поранешен амбасадор на македонската дипломатија, политички аналитичар и колумнист, со кого ќе ги анализираме најактуелните теми во Македонија, како и теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господин Никовски ќе зборуваме за одржаните самити во Брисела, како и за одржаните билатерални средби кои ги имаше премиерот Христијан Мицкоски и засилената дипломатија за време на изминатите 2-3 дена од страна на македонската делегација предводена од Мицкоски. Со господинот Никовски ќе анализираме донесената декларација на самитот ЕУ Западен Балкан и што тоа значи за македонските евроинтеграции. Ќе разговараме и за изјавата на Марта Кос, како и за ставањето на Македонија во групата на Босна и Херцеговина. Ќе зборуваме за изјавата и барањата на премиерот Христијан Мицкоски поврзани со евроинтегративниот процес на Македонија, како и за тоа каде и за што треба да се користи билатералната соработка со соседите и каде и за што не треба да се користи, односно злоупотребува. Ке зборуваме за барањата на Македонија да и се дадат гаранции дека уставните измени ќе бидат последното билатерално барање од Бугарија, како и за тоа билатералните прашања да не се користат во процесот на преговорите. Со Никовски ќе зборуваме за недостатокот на знаење кај одредени поранешни амбасадори и генерални конзули, со што според министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја довеле дипломатијата во состојба да биде најслабата карика на државата. Со Никовски ќе зборуваме и за акцијата на МВР и сузбивањето на криминалните картели, како и за терористичките групи. Со Никовски ќе зборуваме за неодамнешното гостување на шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцински на Вијателниот комитет за надворешни работи на Европскиот парламент, каде што се разговараше за состојбата со македонските евроинтеграции. Ќе зборуваме и за поставените прашања до него од страна на неколку европратеници, меѓу кои бугарските и грчките, како и за одговорите кои ги даваше Муцунски. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Веруваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи видеото веќе е воспоставено. Ако е така, добро ви утро, господине Никовски, добро ви дојдовте на Македонски корени. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија, поздрав до сите наши, каде и да се. Добро утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество во Македонски корени. Секојаш ми е задоволство да видам со нашите во диаспората, со нашите малцинства во околните држави и мислам дека сите мораме да бидеме сплотени, бидејќи Македонија минува низ тешки, трагични моменти. Ни причинува задоволство и чест што сме заедно и денес. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи. Доколку има прашања, господине Никовски, од гледачите и слушателите кои не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат прочитани и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите. Нема никаков проблем, мислам, тука сме, ќе разговараме за се што ги интересира нашите каде и да се. Така. Во Брисел се одржа самитот ЕУ Западен Балкан, како и самитот на Европските народни партии. Македонската делегација, составена од премиерот Христијан Мицкоски, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски и вице-премиерот Орхан Муртезани, во текот на самитот имаше засилена дипломатска офанзива во врска со македонските евроинтеграции, за разлика од претходната влада. Премиерот Мицковски во рамките на самитот изјави дека местото на Македонија е во Европската унија. Тој оствари неколку билатерални средби, а една од нив беше со високата представничка и заменик
председателка на Европската комисија, одговорна за надворешната политика и одбрамбени прашања, Каја Калас. Средбата се одржа пред почетокот на Советот, а премиерот по неа изјави дека со неа разговарале за ставовите на патот кон Европската Унија, при што подвлекол дека никогаш повеќе не треба да се отвараат историски прашања кои задираат во македонскиот идентитет, нагласувајќи дека никој нема право да го оспорува македонскиот национален идентитет. Дозволете да ја слушнеме изјавата на премиерот Мицковски. Работниот ден го започнав со билатерален состанок со заменик председателката на Европската комисија и одговорна за надворешна политика и одбрамбени прашања, Каја Калас. Испратиме порака дека македонските граѓани и Македонија како држава го заслужуваат своето место со останатите 27 земји членки на Европската Унија и дека нашето место е токму тука, на истата маса заедно со нив, бидејќи ние споделуваме исти вредности и се бориме за исти вредности и веруваме во тие вредности, а тоа е да бидеме обединети во различностите. Никогаш повеќе не смееме, не само поради нас, туку и поради вредностите кои што ги споделуваме со Европската Унија, да разговараме за билатерални прашања, за идентитетски прашања и никогаш повеќе никој нема право да го оспорува нашиот многовековен идентитет и нашиот мајчин македонски јазик кој што има многовековни корени. Како гледате на оваа изјава, господине Никовски, и каков придонески има ваквата засилена дипломатска офанзива? Изјавата е одлична. Мислам дека веќе подолго време од кога дојде новата власт на позиција, Македонија води една навистина широка и масовна дипломатска офанзива за прв пат после многу години и тоа е добро. Мислам дека сите пораки кои ги испраќаат и премиерот и министерот за надворешни работи, надворешна трговија и за европски прашања Муртезани се, мислам, на линија, извонредни и тие остават впечаток, длабок впечаток кај нивните соговорници во Брисел. Меѓутоа, знаете, во целина тие не може да ги игнорираат нашите ставови, бидејќи се работи за цивилизацијски работи, кои до сега беа газени, игнорирани, благодарејќи на апсолутната неспособност и неефикасност на нашата досегашна власт. И тие одеднаш се наоѓаат во небрано, ако сакате. Свесни се дека тоа што го правеа до сега било погрешно, неприфатливо, ама, знаете, големите никогаш не признаваат грешки. И тука е тој расцеп меѓу она што се прави од наша страна, што е, велам, апсолутно на линија, прв пат се браат нашите интереси, прв пат се наметнуваат прашања кои до сега се премолчуваа, разбирате, а се логични, нормални и се работи за фундаменталните интереси на македонскиот народ и македонската држава. Меѓутоа, велам, во целина сите тие викаат да, во право сте, ама еве имавме и после ќе зборуваме повеќе за последниот самит во Брисел, каде во финалната декларација пак ги повторуваат истите работи, по исполнување на двата договори со Бугарија и со Грција и тука се застанува, разбирате. Така да на пат сме, на добар пат сме, али ова е само почетокот на разрешување на кризата, на проблемите со кои се очуваме, на игнорирањето со кое ни се наметнува од Брисел веќе подолго време, да не речам 30 години, а отприлike толку е. И сега треба да се оди напред со аргументи и факти, меѓутоа на крајот ќе мора да се оди со акција, бидејќи знаете, ако вие сте направиле глупост, никој друг нема да ви исправи, освен вие самите. Така да на крајот од денот ние ќе мораме да одиме и на некои поконкретни чекори, али во секој случај, ова што го прави сега власта, после најмалку 6-7 години на капитулантство и предавства, е извонреден начин да се бранат нашите фундаментални и стратегиски интереси и Македонија полека да гради една нова основа, една нова база на своите комуникации со Брисел и со Софија, паралелно се разбира, и на тој начин да излеземе од овој ќорсокак во кој се наоѓаме веќе подолго време.
Господин Никовски, на самитот ЕУ Западен Балкан се донесе декларација во која се повторува, вие начнавте малку нешто, формулацијата иднината на Западен Балкан е во Унијата и уште еднаш ја потврдуваме нашата посветеност на перспективата на Западен Балкан за членство во ЕУ, без притоа да има цврста најава за втора меѓувладена конференција за македонските евроинтеграции. Како ја оценувате донесената декларација и каква поука или заклучок може да се извлече од овој самит, особено од усвоената декларација? Гледате ли вие некаков напредок, односно позитивно поместување на Македонија пред се во однос на црвените линии кои ги постави оваа влада и дали се забележува промена кај европратениците во однос на цврстиот став на владата? Видите, во целина декларацијата на најновиот самит на Европската Унија е бла-бла-бла. Истото што го повторуваат веќе во однос на Македонија, да не речем 30 години. Во секој случај, према информациите кои ги имаме, сепак нашата делегација се изборила да покрај двата договора кои се спомнуваат на еден, ако сакате, безобразен начин, зашто тука не држат под шах и продолжуваат со таа своја политика, ама наводно, према велама информација со која располагаме, нашата делегација се изборила да не се спомнуваат протоколите. Тоа е надвор од думот. Протоколите се записници. Разбирате, тоа се документи, никакви документи во целина, а тие ги стават во преговарачката рамка како услов и како, да речем, ултиматум. Така да, тие наши напори кои се прават, очигледно даваат резултати, меѓутоа тие резултати се уште самопочетни, бидејќи Брисел тера со својата политика, тие исто така цело време верглаат во празна, ако сакате, дека проширувањето е нивни приоритети, така натака, тоа што нема врска со реалноста. Се друго што прават покажува дека проширување нема да има, да сме живи и здрави, разбирате. Така да, тоа е реалноста во која се движиме и нашите, велам, од оваа почетна реторика која е извонредна, која одеднаш ги соочи сите во Брисел и пошироко со една ситуација која не им е баш пријатна. Софија е шокирана, Софија е во паника после ова што Македонија го прави, али велам, тоа е само почетниот стадиум кој полека ќе мора да се развива и да оди во насока на активности и акции и потези кои ќе не извлечат од овој темен и долг тунел. Мислам дека ние од Брисел да очекуваме промени не можеме. 27 држави се тамо членки и тамо владее правилото на солидарност и во на таа линија сте се со Софија, а велам, тоа верлање на проширување, приоритети, така натака, додека нема датум, знаете, секое ветување, ако не е прецизно поврзано со датум на исполнување, тоа е мижете мама. Можеме да ви кажем што сакам да ви ветам, ако не ви кажам ќе го исполнам тоа утре, заутре, следната година, за 3 години, за 5 години, се е тоа, значи, во сферата на можно. А можно, знаете, проширувањето е веќе можно од 2013 година, која последна беше примена Хрватска. Ево веќе 11 години помина, ништо не се случило. И сите тие години, исто тоа се повторува. Иако имаше моменти кога не го спомнуваа многу проширувањето, сега сватија дека не може да го тоа тргнат на страна, дека треба да го верглаат, разбирате? И особено се обврзани за таква реторика, од кога им дадоа преговарачки статус на Украина и на Молдова, кои се недалеку, него се, не знам, во вселената, во однос на исполнувањето на критериумите за некакво членство во Унијата. И никогаш нема да ги примат нити Украина, нити Молдова. Али, знаете, тоа предизвикува една нивна обврска, ако сакате, морална обврска. Нас не верглаат во Балканот од 2003 година нагласено. 2003 година беше самитот во Грција и тоа беше така наречена Солунска агенда, или како ја вика, која велеше дека проширувањето, земите од Балканот ќе бидат третирани на еден приоритетен начин, ќе се направи све побрзо што побрзо става членка на Унијата. И што е постигнато? Апсолутно ништо. Така да, велам, човек мора да ги зема со резерва тие работи, затоа што, како што реков, ќе повторам, големите никогаш не признаваат грешки, додека не ги натераш.
Јас сеќавам сега една мала дигресија, на времето имаше американски шпионски авион срушен врз Русија у 2 месеци ни се викаше и Пауер се викаше овој пилотот кој русите го заробија, разбирате. И веднаш американците рекаа, кога русите објавија дека такво нешто се случило, американците рекаа нема такво нешто, тоа е измислено едно друго трето, додека русите го покажа тој Пауер пилот на телевизија, разбирате, еве го тука е, разбирате. Така да големите не признаваат грешки дека не ги присилите. И ние сме во таква ситуација. Или ќе ги натераме да се промени ова неприфатлива преговарачка рамка, или ќе се вртиме во магиопсан круг и ќе одиме прудолу. А сега уште една мала дигресија исто така. Синоќа подготвувајќи се за оваа емисија, открив изјава на досегашниот комесар за проширување во Археи, кој беше едно, да не речам што, кој работеше отворено за бугарите, кој на 23 јуни 2022 година, запамтете го датумот, 23 јуни 2022 година, изјави дека потврди дека бугарските услови станале дел од преговарачката рамка на Македонија. А вториот протокол, со кој ние капитулиравме де факто и со кој де факто се отвори таа преговарачка, катастрофална преговарачка рамка со која Македонија никогаш нема да влезе во Унијата, ние капитулиравме на 27 јули. Ова е 23 јуни, значи тоа било завршена работа, пред да ние капитулираме, и после тоа кога нели ние Бујар Османи го потпиша тој предавнички втор протокол на 27 јули, почна све надолу, за 2 дена после тоа се одржа и таа прва преговарачка, прва меѓувладина комисија и така натака. Значи, све се прави зад грб, разбирате. Нашите, веројатно, и ова не го нотирале, а и јас сум го нотирал дека било пред тоа, сваќате. Така да, тие си терат по свое, си ја терат својата агенда, се ги бранат своите интереси, а до сега македонската страна беше апсолутно инфериорна, апсолутно беше отсутна од клучни настани за едината на оваа наша држава. Тоа е така, господин Никовски, бидејќи нашите боси политичари не сакаат да видат што се случува на геополитиката или на политиката околу нас, како коњине кој ќе му ставиш вака само напред гледа и одат. Точно. Господине Никовски, дали во таа декларација има нешто позитивно што ќе се одрази врз интегративниот пат на Македонија и дали преку ваквата декларација се потврдуваат двојните стандарди, додека Европската Унија продолжува со својата политика аграда на регионот? Прашањето кое се поставува е до кога бирократите од Брисел ќе ја пеат истата песна без значајни поместувања во процесот на евроинтеграциите. Како ги оценувате овие дилеми и што сметате дека треба да се направи за Македонија да ја надмине оваа двојна мерка и да ја продолжи својата патека кон полноправното членство во Европската Унија? Во целина нема ништо позитивно. Све тоа истото што го веќе знаеме и што сме веќе соочени подолго време. Меѓутоа, чинам има една нијанса која навестува, али велам се уште тоа далеку не е индикатор, се уште е нешто недопирливо, дека можат да направат исклучок, например да ја прима Црна Гора, со 600.000 души ништо не представува, која забележувам, немам подетални информации, се уште преговара со 32, мислам за не има 32 поглавља од 35 колку што се за земите кандидати. Додека и Србија и Албанија преговарат по новата преговарачка рамка, која е со 6 кластери. Тоа индицира дека ова со кластерите ќе оди во недоглед. Многу тешко некој ќе положи, да речам, за да биде примен. Али ова индицира дека можеби Црна Гора ќе ја прима некаде 2030 година, разбирате, како еден показател, кој вели дека проширувањето е мртво. Има проширување. Тоа ќе биде залажување и мачкање очи на сите нас, али ведам, не го исклучувам тоа да се случи и сега во оние некои, макар и надвор од декларацијата, изјави, пофалби за Црна Гора, пофалби за Албанија,
Може да се направи источок, дури евентуален со Албанија, кој е многу малку веројатен, заради огромната поддршка која им ја дава Вашингтон, разбирате. Соединените американски држави стојат целосно за албанците во регионот и се носители на тие аспирации албански, и тука може да се направи некоја, иако велам многу тешко. Ако се направи источок, тоа може да биде најверојатно само Црна Гора, што ќе биде само еден показател и доказ дека проширување нема да има. Велам, веќе Европската унија направи втора лига, тоа е со Европската политичка заедница, со четирите столбови, со овие 6 милиарди што ги даваат за некаков забрзан развој. Тие 6 милиарди по едно време и таа поголема достапност на фондовите ја прикажа како начин да се удвои, да се дуплира бруто домашниот производ на кандидатите за 10 години, што е невозможно. За да се дуплира, да удвои БДП-то на земјите кандидати за 10 години, треба да сите имаат пораст на годишен пораст од најмалку 7%. Никој нема тоа, никој нема 3%, разбирате, или 3%, со мали исклучоци. Така да сега тоа малце го да редефинира, века, за да се забрза, да се удвои порастот на БДП-то на останите 10 годишни, да се дуплира порастот, значи ако е сега 3% на 7%. И тоа релативно тешко и невозможно ќе биде да се постигне. Така да велам, тука постојат многу јасни концепции во Брисел, меѓутоа од друга страна останува надежта, а тие таа надежда на некој начин на еден лажен начин ја поддржуваат, али велам, суштината е во реформите кои ние треба да ги правиме и мораме да ги правиме во наш интерес. Мислам дека новата влада и на тој план тргна веќе со еден масовно движење, со масивно расчистување со криминалите и за тоа е потребно доста време, али ако се упорни и ако обстојат на она што веќе го зацртали и го ветиле, мислам дека ќе биде поволно. Господин Никовски, кога сме кај двојните стандарди и папагалската песна, очекувано беше терцата на таа песна да ја пеат тренираните папагали. Бугарија преку бугарскиот премиер Главчев телефонски на новиот председател на Европскиот совет Кошта во пресед на состанокот на Европскиот совет и самитот ЕУ Западен Балкан му го повторил ставот дека без уставни измени нема влез на Македонија во ЕУ. Што имате да кажете за ваквите предупредувања од Софија, но и за изјавата на новата комесарка за проширување Марта Кос, која најави нова динамика во процесот на проширување, како и за потврдата дека се постигнувал напредок во тоа поле? Кос даде на почетокот уште кога беше во Европскиот парламент на преслушување, даде една доста така некоректна изјава која рече Македонија мора да ги изврши уставните промени ни помалку ни повеќе, што беше помалку безобразно. Разбирате, после тоа малце се коригира, али остануваат. Не само бугарскиот веде, да речем, премиер, сите од Брисел ни повторуваат и од Вашингтон, прво уставните промени, после се друго. Знаете, и тука ние мораме да ги натераме да го променат. Ако не ги натераш, тие немат со прст да мрднат. А едини начин да ги натераме е да го откажеме вториот протокол. Јас тоа постојано го верглам и го повторувам. Вториот протокол, пред малку го коментиравме, кој е подпишан од Бујар Османи на 27 јули 2022 година, е катастрофата наша, која е целосно, како што пред малку објаснив, и предходно веќе внесена во преговарачката рамка, а тоа е пак, да бидеме јасни, тоа е пак со одредена наша премолчена согласност во однос на Брисел, дека еве ставајте вие, ние ќе се договориме, ќе подпишеме и така натака и така натака. Така да тие процеси кај нас се прави на еден крајно транспарентен начин, на еден начин кој беше апсолутно жртвување на нашите фундаментални и стратегиски интереси и ние им дозволивме де факто тие двојни стандарди на Брисел да ни ударат нас по глава цело време без да реагираме. И знаете, кога ти молчиш, а другите те напаѓаат, ќе те газат, ќе те плукаат и ќе те клоцаат, како сакат ќе прават, разбирате. А тоа не им го дозволувавме. Така да велам, сега веќе тоа не е можно. Реториката наша е изворена, како што рековме, али полека ќе мора да се оди во насока на преземање на чекори. Ако ние не преземеме чекори, никој
друг нема да го направи тоа во наше име. Додека премиерот Мицковски, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и вице-премиерот Орхан Муртезани продолжуваат да лобираат за ставовите на владата во врска со предлогот за уставни измени со одложено дејство, новата еврокомесарка за проширување Марта Коски подели земјите кандидатки од Западен Балкан во две групи, при што Македонија беше спомената во групата со Босна и Херцеговина. Пред да ви го поставам прашањето, дозволете да ја слушнеме нејзината изјава. Montenegro, Serbia and Albania have signaled their clear ambition to close accession negotiations by the end of 2026 and 2027 respectively, and the Commission stands ready to support them in fulfilling their objectives. I will continue supporting Bosnia and Herzegovina and North Macedonia in their European path. Како ја оценувате ваквата изјава на Коси, кон што води? Дали сметате дека ова представува реален проблем за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија? Апсолутно, ова е само нов притисок врз Македонија, нивниот ултиматум за промена на уставот да се реализира, а тоа е неприфатливо и нашите веќе јасно им ставија до знање, иако сегашната наша позиција ќе го сменим уставот, али со одложено, мислам, важење, тоа е, велам, добра како почетна позиција да им стави до знање дека нема веќе играње со Македонија, меѓутоа да бидеме јасни, тоа ништо не решава. Ние утре да го смениме уставот и да кажеме дека ќе биде со одложено важење, односно некаде по кој ќе не примат во Европската Унија, ништо нема да промениме, бидејќи Бугарија, иако повеќе им одговара да почне тоа веднаш да важи таа промена на уставот, за да може да ги активираат тие 120.000 пасоши и некаде 300, 400, 500.000 бугари во Македонија кои тие ги калкулираат врз основа на пасошите, разбирате? Меѓутоа тоа исто ќе го прават иако го ставиме со одложено важење, разбирате? Така да тоа е една замка и за нас, не само за Брисел. И велам, бугарите, знаете, тие заземале еден став и сега не можат од гордост да го тоа сватат, иначе утре да се согласат на тој начин Македонија ќе се најде во небрано. Апсолутно во небрано, бидејќи истото што ќе ни го прават и со важење на уставните промени од денот на промена на уставот, или дали постои, не знам, 20 години кои ќе не примат во Европската Унија. Знаете, целта, интересот и на Грција, и на Бугарија, да не зборуваме се, Албанија е настрана од играта, не е директно вклучена, и на Брисел, и на Вашингтон, Македонија да ги почне преговорите. Знаете, тоа ќе биде за нас пеколот. Пеколот, бидејќи сите нивни амбиции кои не ги реализира со договорите, поготово нашиве комшии, разбирате, а и другите, ќе ги реализираат во текот на преговорите. Знаете, кои ќе почнеме да зборуваме за образованието, Бугарија ќе рече, ама извините, Гоце Делчев е бугарин и не може да биде во македонските учебници славен како македонски идеолог и така натаму и така натаму. Што ќе правите? Или ќе ги смените учебниците, или нема напредок, разбирате. Или ќе речат, чекајте, нели, оние првиот кластер што е околу владењето на правото, мацинските права и така натаму, чекајте, че ќе имаме таму, знаете, 120.000 пасошија, неодамна овој бугарскиот председател рече Радев дека уште 50.000 пасоши се побарувани и треба да дојдат на дневен ред. Знаете, тоа е катастрофа. Само 120.000 пасоши кои се веќе дадени, кои потпишале дека се бугари, а никој од нив не е бугарин, и видовме тоа на пописите, разбирате, и на гласањето што се организира за бугарските парламентарни избори, разбирате, ги има шака луѓе, разбирате. Така да, тоа се све нивни измислици, али аргументирани. И ако тие 120.000 имат уште двајца или тројца по член на семејство, ако јас како носител на семејство сум потпишал дека сум бугарин и мојата сопруга и деца, поготово децата се апсолутно бугари, разбирате. Не може тие да бидат македонци ако сум јас бугарин. Значи, тоа се до 300, 400, 500.000 бугари во државата.
и ќе бараат и што треба и што не треба. И Охридскиот рамковен договор ќе мора да важи за нив. А што значи тоа? Разбирате дека македонци нема да има и заврши приказната македонска. Така да, тоа е една опасна стапица во која нашите мора да бидат максимално внимателни. Не сум сигурен дека се свесни до крај за тоа и да се внимава максимално, бидејќи еден погрешен потез отидовме во амбисот. Така да, тоа се моменти пред нас кои ќе бидат одлучувачки и еден наш погрешен чекор ќе не одведе кај што не треба, ќе не одведе во nowhere, што викаат вашите таму во Австралија. Премиерот Христо Мицкоски за време на представот во Брисел имаше една изјава во која рече дека билатералната соработка треба да е клучна, но дека таа треба да се однесува само за економска соработка, како и во полето на туризмот и културата, а не за идентитетски прашања, но и тоа дека успеел во заклучоците да не бидат поместени барањата за дополнителни додавки со преговарачка рамка и протоколи и дека сега се бара решение не за да се помине само првата пречка, туку да се стигне до целта. Како вие оценувате ваквата изјава на Мицкоски? Ќе се охрабрат ли европските лидери да донесат цврст политички став и да и дозволат на Македонија да ги започне преговорите со отварање на кластерите без никакви билатерални барања, туку само по мерит системот и копенхашките критериуми? Тоа нема да се случи. Тоа е веќе јасно. Европската унија тука има многу јасен и прецизен став. Сите го повторуваат. Прво промена на уставот, разбирате. И тоа покажува дека се друго е надвор од копенхашките критериуми, бидејќи преговарачката рамка се базира на вториот протокол. Ако не откажеме вториот протокол, со таа преговарачка рамка Македонија ви тврдам никогаш нема да влезе во унијата, затоа што според протоколот ќе се бараат, ќе се ценат сите протоколи кои треба годишно да ги потпишуваме со Бугарија, врз основа на што? На резултатите на историската комисија. А ако Македонија очекува нешто од бугарскиот дел историската комисија, тоа значи дека ништо не разбира, разбирате. Во тие 7 души од бугарскиот дел, кои се четворица поранешни дипломати, да се разбереме, што е многу мудро, бидејќи проблемот е дипломатски во основата, не историски. Тие јавно изјавуваат четворица од нив, поготово председателот Ангел Димитров и тој, како се каже другиот, Кирил Топалов. Нема македонци, велат. Нема, тоа е надвор од умот. И сега, ако очекувате од нив и тие спроведуваат политика, тие немат, кај во нивното работење во комисијата нема никаква историја, све е тоа политика. И ако ние прифатиме и останеме тоа да резултатите од историската комисија ни го отвараат патот за напредок кон Брисел, завршена приказна, разбирате. Така да, тука сите тие, тој мозаик кој е сега направен, е катастрофален за нас и ние мораме да го менуваме камче по камче. Ако остане вака како што е, Европската унија ќе си тера по свое, ние ќе се бориме, ќе се браниме, ама ако не успееме да извршиме притисок, сега во конкретниот случај ние треба да го оцениме. Го откажуваме вториот протокол, паѓа во вода преговарачката рамка, мора се прави нова, значи нема ние да бараме и преговараме со 27 членки да ја менуваат, сами ќе мора да ја менуваат, бидејќи таа се базира на вториот протокол, паѓа во вода и ултиматумот за промена на уставот и почнеме од почеток. Тоа ќе дојде на бура, разбирате, ќе дојде до еден жесток притисок врз нас, ама ќе биде кус. Сите ќе сватат дека тоа е неизбежно и знаете, тоа е наше право. Ако веќе Америка се повлече од договорот за клима, светски договор, ако се повлече Америка од договорот, светски договор за Иран, ако се повлече од ТПП, Транспацифичкото партнерство, разбирате, па ќе дојде еден протокол, еден записник валјда може да откаже. Или не бива, или не бива, разбирате. А од тоа ни зависи судбината. Па ако не сме толку способни, ви се молам тогаш да не бараме ништо повеќе. Премиерот Мицкоски имаше средба со полскиот премиер Доналд Туск, а како што знаеме, Полска од 1 јануари ќе го преземе председавањето со Европската унија. Очекувате ли Полска да успее да го направи она што Унгарија не успеа
преку посредништво да го забрза процесот на евроинтеграцiji и да се постигне втора меѓувладина конференција. Особено што Туск му дал уверување на премиерот Мицковски дека фокусот на Полска за време на председавањето со Европската унија ќе биде насочен кон Балканот, а не како што се шпекулира дека тоа ќе биде кон Украина. Полска не може да игнорира Украина, комшија им е со голема заедничка за граница, меѓутоа ништо од тоа нема да се случи, иако Полска е наклонета кон Македонија, пријателски се однесува и во однос на проширувањето, значи на иста линија како кај нас, меѓутоа знаете, во Унијата прво решаваат сите божем 27 земји заедно, меѓутоа Франција и Германија се моторот на Унијата и двете се сега во тешка криза, натрешна политичка, што ќе ги блокира во одреден период и тоа сериозно, така да потези на тој план во следнава година нема да има, поради предсе и поради таа блокираност на главните две држави. Полска секако ќе прави чекори, обиди, настани ќе организира околу проширувањето, меѓутоа тоа нема да даде никаков опиплив, никаков реален резултат, бидејќи не зависи од Полска и од малите членки на Унијата. Иако Полска не е мала држава, мислам е од поголемите, ама велам, тежината на нивна во рамките на одлучувањето во Унијата е далеку од одлучувачко. Кога сме кај забрзаниот процес преку посредништво, како ја оценувате изјавата на техничкиот премиер Димитар Главчев, кој пред новинарите изјави дека нема промена на бугарските ставови, на Мицковски му порачал да се намали јазикот на омразата од двете страни? Видите, шокирана е Софија. Не очекуваше ваков пресврт. Иако знаева дека новата власт на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе свири на други инструменти, со други ноти, меѓутоа ова се случува, тие не го очекуваат, тие се шокирани. И нивната изјава воопшто не изненадува. И да бидеме објективни, истите изјави ги дава и Брисел на, можеби, малку поинаков, малце по благ али во суштината апсолутно со иста интенција, со иста намера. Промени нема, вие се согласили, тоа е факт, ние сме подпишале вториот протокол и велам, ние или ќе го откажеме или треба да го спроведеме, трето нема. Значи, топката е кај нас во нашиот двор и ние треба да имаме сили, да имаме спремност да се сочиме со реалноста. Реалноста е во моментов апсолутно не наклонета кон нас, апсолутно не води во погрешна насока и или ќе ја промениме, или ќе си продолжи тоа по истиот тек со крај кој ќе биде апсолутно неповолен за нас. Европските пратеници во пресред на самитот ЕУ Западен Балкан побараа на Македонија да и се дадат гаранции дека уставните измени ќе бидат последното билатерално барање од Бугарија, а имаше и барања билатералните прашања да не се користат во процесот на преговорите. Пред да го поставам прашањето, сакам за нашите слушатели гледачи да слушнеме дел од изјавите на неколку европратеници, меѓу кои од Холандија, како и новиот известувач за Македонија во Европската унија Томас Вајт, но и од хрватската европратеничка. So do give North Macedonia clear guarantees that constitutional amendment will remove Bulgaria's objections and do not lead to new ones. Do not reward Serbia's backsliding on fundamentals, use of spyware, destabilizing non-alignment with CFSP. 1 or 2 countries in the EU before 29 is possible. So not another press point with enlargement blah blah, please, but mobilization of political will. Please, let's clarify bilateral issues on a bilateral basis and not use accession process to actually talk about bilateral issues. Let's find compromises, let's move on, let's welcome Western Balkan states at the table of European nations as soon as possible. And I will remind, in 2005, Macedonia has received the candidate status together with Croatia. Where is Macedonia now? Како ги оценувате ваквите барања, господине Никовски? Дали одат во прилог на барањата на Мицковски и неговата влада? Ова се позитивни изјави, разбирате, и
али мораме да бидеме свесни дека влијанието, улогата на Европскиот парламент во севкупните европски политики е маргинално, разбирате, и нема некое поголемо влијание, али да објасниме околу тоа билатералните прашања, проблеми и така натака, кои де факто сите се согласуваат дека ние ги осудуваме тие бугарски билатерални проблеми што ги наметнува во Брисел, значи сите на некој начин тоа го осудуваат. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека тоа е и реалноста во Унијата, значи има една тука двосмисленост. Основна политика на Унијата е дека, и на НАТО исто така, дека нема прием на нови членки кои имаат нерешени проблеми со соседите, со други држави, така натака и така натака. Тоа се билатерални проблеми, не така. Значи, од една страна велат дека нема прием без да се решат тие билатерални проблеми и остатоци од минатото, разбирате, а од друга страна велат не може билатералните прашања да бидат пречка за проширувањето. Па може, разбирате. Така да тие се пак верглања, ставови, политики кои треба да се им се бендисаат некому, а во основата се де факто не може да се реализираат и се нереални во целина. Така да и овие изјави од Европскиот парламент и тамо некоја поддршка која се генерира на некој начин за Македонија не може да ја промени ситуацијата, не може да помогне, али е добро. Знаете, кога градите куќа, секој што може да ви помогне да ви донесе две цигли, разбирате, добре дојдено, така да, али нема да ви го реши проблемот, нема да ви изгради куќата. Куќата можете пак сами да изградите. Господине Николски, како го оценувате отварањето на вториот кластер за Албанија во преговорите за членство во Европската Унија? Дали ова представува пресвртница во процесот на проширување на Унијата и каков сигнал испраќаат челниците на Европската Унија со ваквата одлука? Пред малку спомнавме, Албанија може да биде, јас не го исклучувам тоа, иако во целина не верувам, бидејќи има држави кои тоа нема да го дозволат во членки на Унијата, али Вашингтон ќе поддржува Тирана максимално и тоа веќе поддржува. Да не забораваме, албанците во регионот се стратегиски американски партнер. Сега се прави голема воздухопловна база во Албанија на НАТО и албанците, Еди Рама е извонеден лидер, со кого лично сум имал дебати и така натака на негова штета, значи знае што сака, го користи тоа, користи таа американска поддршка и јавно велат што сакат американците ќе им дадеме, разбирате. Тоа се цени и тоа на Америка им треба, бидејќи тие не ги сакат многу словенските народи на Балканот, не сакаат многу ни со Србија, ни со Македонија, сакаат, мислам, овие им се полесни, бидејќи се тука прво ги има во повеќе држави, може да дестабилизираат што сакаат, може да направат разни претумбаци во регионот, така да те играт на таа карта и ја поддржуваат Албанија. И ова се индикатори веќе, велам, иако во целина не мора ништо да значи, дека тие ќе поддржуваат до крај, али велам, шансите да Албанија влези порано во Унијата отколку другите од Балканот, многу тешко. И ќе подсетам тука, иако Црна Гора рековме дека може да биде исклучокот, Шулц, германскиот се уште канцелар, изјави пред некој месец, рече, само сите 6 земји од Балканот ќе влезат само заедно во Европската Унија. Тоа значи никогаш. Тоа е изјава негова официјална и ја повтори таа изјава, значи не е случајна да му избегала без контрола, а сите заедно Косово, 5 држави од Европската Унија не го признаваат. Како се ќе влезе Косово во Европската Унија без 5 земји да не го признаваат? Аз една земја не кочи ни става сопки и немаме шанса да напредуваме. Да не зборуваме Босна во која и Косне стави заедно со Босна. Босна е нефункционална држава, разбирате. И го дадоа
преговарачкиот статус, свесни дека тоа што го прават со Украина е надвор од умот и немаш една Босна која е тука на 100 километри се вика од Брисел да игнорираш. Така да тоа се игри на Брисел кои ние мораме да ги читаме, да ги разбираме и во рамките на тоа да се поставуваме и да го бараме оптимумот за нашата Македонија. Како гледате на тоа што премиерот Христијан Мицкоски побара нон-пајперот 27-1, кој го обелоденил словенечката председателка, а кој нон-пајпер предвидувал одлуките на ЕУ да се носат со консенсус на сите -1 глас, да важи за целиот процес на преговори? Тоа е добар обид, добра иницијатива која нема шанси да успее, затоа што, знаете, таа реформа на Унијата од внатре, со која неизбежно ќе мора да се скратат некои права на членките, не може да помине. Го имаме нивниот устав, Лисабонскиот устав, кој не помина, разбирате, затоа што земите членки ги бранат своите интереси. И што мислите една Унгарија која некни излезе од состанокот да овозможи да Украина добие помош, разбирате, значи тоа беше сите -1, ќе прифати такво решение, трајно решение никогаш. Не само Унгарија, Полска нема да прифати, Чешка нема да прифати, Словачка нема да прифати, разбирате, едно чудо земји нема да прифатат, затоа што тоа навлекува во нивните суштински права во Унијата. А кој е спремен да се откаже од своите права кои ги има? Никој. Така да, тоа ќе се врти во магепсан круг и никогаш нема да излезе. А што се десува во Бугарија, кога некој пледира, ако можеше Орбан така да излезе за Украина, да излезе и Бугарија да се отвори патот за Македонија, видите, Бугарија не на кафе, на Белова да е награда да им дадат на сите ръководители во врво на Бугарија, нема да направи таков чекор, разбирате. Тоа е надвор од ума, затоа што цело време ни повторуваат. Или ќе смените уставот, нема напредок, или со други зборови. Јас тука можам да цитирам кога Раде во 2021 година вели. Уставот, чекајте, тој има цела плејада вика на услови. Уставот на услови. Уставот е само почетокот. Ако беше Пендаровски пред 2-3 години во Атина, председателката на Грција му рече: сегашната бугарска политика према Македонија ви гарантирам нема да се промени следните 50 години. Тоа не го велам јас, му го рекла грчката председателка на Пендаровски. Значи, тоа е јасно и таа комуникација и договори и соработка и координација меѓу Атина и Софија може да мислите на врвно ниво. Така да тоа што го изјавува таа го знае од прва рака и не е никаква импровизација, туку апсолутна порака дека 50 години нема шанса, а после тоа сме живи и здрави. Шефот на македонската дипломатија, Тимчо Муцунски, неодамна учествуваше на влијателниот комитет за надворешни работи на Европскиот парламент, каде што се разговараше за состојбата со македонските евроинтеграции, кои не можат да се поместат кон наредната фаза поради незавршената обврска преземена во јули 2022, промена на уставот заради вметнување на бугарите. Во тој контекст, германскиот европратеник и председавач на комитетот, Дейвид Мекалистер, го постави прашањето што планира новата влада да преземе за да се надмине ќорсокакот. Господине Никовски, заради нашите слушатели и гледачи, дозволете да го слушнеме прашањето на Дейвид Мекалистер и одговорот на министерот Тимчо Муцунски. North Macedonia successfully concluded the screening process at the end of last year, and the next step would be the opening of the, as we call it, fundamentals cluster. For this, the Council had set a precondition which includes a change of the constitution of North Macedonia. So far, this hasn't happened, and we are all now interested to hear from you, dear Minister, what the new government intends to do to overcome the current stalemate. My first vacation as a toddler was in Sunny Coast, where I first discovered my love for the sea and the sun. Years later,
Another cherished moment was when my son took his first steps on skis in Borovets, embracing the joys of winter in Bulgaria's beautiful mountains. These personal ties remind me of the deep connections our people share, built over generations of human experiences. Yet these connections are now at risk. Bulgaria's continued use of its veto in our EU accession process is particularly painful roadblock. It not only stalls our progress, but also sends a disheartening signal about the state of European solidarity and mutual respect. By allowing bilateral issues to dominate the accession process, we risk turning this mechanism into a tool of division rather than one of unity. Progress cannot come from unilateral demands or ultimatums. It requires mutual respect, understanding, and courage from both sides. We urge Bulgaria to join us in this effort so that we can overcome these challenges together and build a relationship that reflects the true spirit of European partnership. Господине Никовски, како го оценувате поставеното прашање и пред се одговорот кој го даде министерот Тимчо Муцунски? Видите, прво е добро што нашиот министер беше тамо, што директно им објаснуваше на луѓето што се случува. И мислам тука, знаете, таа што рековме, се шири таа вистина за Македонија. На убав начин тој им објасни што се случува меѓу двете земји. Факт е дека ние сме блиски народи, имаме многу заедничко во историјата, али немаме заедничка историја, имаме близок јазик, нашиот јазик е веројатно поблизок до бугарскиот, колку што е до српскиот, па лингвисти треба да кажат рускиот и така натака и така натака. Меѓутоа, во последно време, односите меѓу двете земји отидоа во посебна погрешна насока. И тоа не е наша вина. Тоа е све резултат на бугарските фантазмагори, резултат на бугарските историски синдроми и де-факто, знаете, во Македонија веќе кој ќе спомнеш Бугарија и било што бугарско, веќе се чувствува една непријатност. Никогаш нема такво нешто. Тие често време зборуваат за некаков говор на омраза. Го нема тоа кај нас. Каков говор на омраза, кога тие дека ние не постоиме? Кој е чивиот говор на омраза? Додека овие луѓе во Европскиот парламент, разбирате, тие се интересираат за сите тие ситуации, прашањата им се логични и во прашање е пак тоа што е реалност. Ние сме прифатиле, подпишале дека ќе го менуваме уставот. И сега сме пишманаџи. Кој е виновен? Пишманаџијата. Разбирате? Значи, нема континуитет. Како ќе има континуитет кога претходно имавме предавници? Сваќате? Така да, промените се кај нас. И затоа сите тие настани кои имат и тоа гостување на нашиот министер на таа трибина во тој комитет е важно за луѓето да сватат, да се прошири таа вистина. Луѓето чуле нешто, и тоа не ми е јасно. Кој ќе им дадеш конкретни примери, конкретни, разбирате, образложенија и објаснувања, работите стануваат појасни и тоа сега полека треба да генерира некоја критична маса на разбирање, кога нашиот потез на откажување на вториот протокол, зашто јас сум апсолутно убеден, ако сакаме да промениме ситуацијата, мора да откажеме вториот протокол. Да создадеме на клима да тој цунами кој ќе следи, кој е неизбежен, биде што помал, разбирате, биде што побезболен. И сите овие напори одат точно во таа насока и цел ова е дело таа широка дипломатска офанзива која носи корист, али велам, треба да се направи долгорочна, подолгорочна стратегија, бидејќи ние ќе бидеме повторно ние ќе бидеме тие што треба да преземеме акција и треба да се подготвуваме за такво нешто. На тоа гостување не изостана и прашањата за односите помеѓу Македонија и Бугарија, поврзани за она што нон-стоп го негира на Бугарија. Пред да го поставам прашањето до вас, дозволете да ги слушнеме прашањата од страна на бугарскиот европратеник Петар Волгин и словенскиот европратеник Матеј Тонин.
Вие говорихте много за това, колко много сте направили, за да се присъедини вашата държава към Европейския съюз. Аз ще ви кажа това, което не сте направили. Само 2 години след постигането на европейския компромис в рамките на френското председателство на съвета, вие не предприехте никакви конкретни стъпки за изпълнение на която и да е от договореностите. А всичко, което правите, само ви отдалечава от членство в Европейския съюз. Само 2 конкретни примера. Първо, идеята, която вашето правителство все по-открито лансира, че ще впишете наличието на българите в Северна Македония във вашата конституция, но това ще влезе в сила само след приемането ни в ЕС, беше категорично отхвърлена както от София, така и от европейските институции. Вашата страна не изпълнява ангажиментите, които пое в договора с Република България от 2017, нито изпълнява ангажиментите, които поехте съобразно европейския компромис от 2022. Вместо това залагате на антибългарска риторика. Как си представяте, че това ще ви доближи до Европейския съюз? So you said in your speech that you are ready to engage and that you are ready for dialogue. But I have to ask you, because I see in the North Macedonia, especially when I listen to the President of the Republic, that she is intensifying the conflict. So how this can help your European path? Being the foreign minister of my country, this is, in a sense, music to my ears. To hear your interest in us moving forward on the basis of reform and criteria. If we do something at a very high level, something where we get things right, an area, that is minority rights. And this is not just my personal opinion, but look at the case practice of the European Court of Human Rights. Look at the reports coming from the Council of Europe. Will there be cases individual where we can do better? Of course there will. Because Madam President Siljanovska was mentioned in one of the questions here, was her personal engagement where I joined her to pursue cultural diplomacy. A visit of our National Opera and Ballet in Sofia only a few months ago. To see the main opera house in Sofia filled with Bulgarians of all walks of life, applaud our opera singers, applaud our ballet dancers to show that culture is something that can unify us. And we will continue to support these channels of communication. Господине Николски, ги слушнате прашањата и одговорите. Како ги оценувате ваквите прашања, но и одговорите на Муцунски? Дали Муцунски доволно мудро ги употреби дипломатските вештини или има нешто кое што можете да му забележите, а се разбира во насока за подобрување на неговиот дипломатски речник? Видите, прашањата кои ги поставија се нормални, точни во суштината, бидејќи ние се повлековме, ние сме, како што рековме, пишманаджи, со право се повлековме, бидејќи се тоа што не беше направено е апсолутно неприфатливо, меѓутоа имавме ние, да не речам што и какви представници кои се тоа голтај, го прифаќаа. Така да, прашањата се нормални. Вие преземавте обврска и не ја исполнувате. Што се случува? Мислам дека во целина се губеше на моменти, него чув целиот одговор на министерот, меѓутоа во целина објаснувањата кои ги дава министерот се апсолутно објективни и реални. Мислам дека се дадени на еден благ начин да бидат разбирливи за неговите соговорници, бидејќи знаете на такви прашања, затоа што тие ще ги поставуваат прашања, исто мора да биде јасно дека тоа што не беше направено беше апсолутно неприфатливо, разбирате. Тие го знаат тоа. И тие, нели така, поготово бугаринот, имаат лични, односно државни интереси. Така да, тие си терат својата линија, ние си тераме својата линија, секојаш може да биде поаргументиран одговорот. Меѓутоа, знаете, кога веќе тоа прашање го поставивте, нашата власт, премиерот лично, најавуваше дека ќе се испрати писмо до сите членки на Унијата во кој ќе биде објаснета нашата позиција и после тоа се повлече од тоа со објаснување дека во нашите контакти кои ги имале, значи тие кои ги имале, се тоа објаснето, тоа не е доволно, разбирате. И не треба писмо. Македонија треба да прати меморандум, еден
издржан меморандум во кој ќе објасни целата траекторија, ќе објасни кои се корените на ова што се случува, кои се причините на ова што се случува, кои се целите на ова што ни се случува и кои се така последиците кои ќе следуваат за Македонија. Мислам, тоа едно е кој ќе имате нешто на маса, а друго е кој ќе некој нешто ви кажал. И во дипломатијата, знаете, основно правило е, се извинувам, кој ќе одите на некој важен разговор, ако имате некоја тема која е за вас клучна, вие со себе носите и хартија. Обично тоа се вика мемоар, во која прашањето кое го покренувате и кое го објаснувате на можеби на идеален, на извонреден, на перфектен начин, го давате и на писмено. Кој ќе се одите вие, обично во тие главни разговори, важни разговори, секојаш има и тој што го, како амбасадор, например, или тој како е соговорник од другата страна, секојаш има некој што го запишува разговорот, меѓутоа прашање што ќе зависи, што ќе запише и какви поенти ќе извлече од тоа. Ако ќе му даете вие папир, ќе му даете вие, тоа веќе не е non-paper, ако му даете мемоар, тоа е документ, разбирате. А да не зборувам, меморандум кој ќе ми даете. Меморандумот е клучен дипломатски документ, разбирате. Кој ќе му даете мемоар или меморандум, веќе работата е друга. Он го има се тоа на хартија и не може да импровизира и да објаснува вака или така мисли соговорникот. Го, бујрум, читај, разбирате. Така да, мислам дека според сите напори што ги прават и премиерот, и министерот, и другите министри, дека мора да се оди со меморандум, еден стегнат, со аргументи и факти меморандум, и да се прати до сите, и во Стејт департментот, и во Брисел, и во до сите членки, разбирате, и до Бугарија, ако сакате. За Бугарија може да биде малце и поинаков, на еден билатерален начин да се бара решение и излез, бидејќи ова што го прават. Тоа е апсолутно неприфатливо, да личи на 19-тиот век или на 18-тиот дури. Така да, во сите тие напори недостасува писмено, недостасува документ кој ќе биде нели така важен. Оној мемоар овој non-paper кој го пратија Словенија и Германија, разбирате, тој нема никаква тежина, нити ќе доведе до некоја акција, али во секој случај е добро што тоа прашање го покренува и меѓувреме имаше писмо од 7 држави до комесарката за проширување и до подпредседателката Калас на Европската унија за дипломатска задворешна политика од Австрија, Словенија, Хрватска, Чешка, Словачка, Италија и Грција, разбирате, кои бараат проширувањето да биде главна тема, да остане приоритет и не само не така во говорот, него во праксата. Сите се позитивни напори, али велам, топката е кај нас и во нашиот случај ситуацијата ќе се промени само со наши радикални чекори, бидејќи таква е ситуацијата, излез мора да се бара само со радикални потези. Министерот Тимчо Муцунски одговори и на прашање поставено од грчки европратени, кој го постави следното прашање. Која земја представува, дали Македонија или Северна Македонија? Предлагам да го слушнеме одговорот на министерот Муцунски и на оваа прашање. Τη δημοκρατία της Μακεδονίας ή τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας? Another issue that was opened was the Prespa agreement. It is an agreement with many faults. It is an agreement that we personally might see as an injustice to our country. But at the end of the day, we understand that the principle of international public law, which is the principle of pacta sunt servanda, and that is agreements must be kept. As we plan and intend to respect this principle, we hope that in the respect of international public law, our neighbors will do the same. Will there be challenges in implementation on both sides of the border? Presumably yes, and factually yes at this point. But if there is goodwill and a culture of compromise between us, then I cannot be persuaded that there is not a single challenge that we
cannot overcome. Господине Никовски, кој е вашиот став за ваквиот одговор на министерот Муцунски? Видите, мислам дека малку пренагласено нашите врвни политичари го прифаќаат договорот од Нивици. Треба да бидат малце покритични. Покрај другото, бидејќи другата страна, немаше речи никакви обврски, и тие минимални што ги имаше, и кои тие така наречени 3 протоколи кои требаше да ги ратификуваат, се де-факто во нивни интерес. Не го направија тоа. Она со сообраќајните знаци дури некој минимум, дури е нешто маргинално. Значи, ние на таа карта треба да бидеме, да играме со одредена резерва, не голема, бидејќи знаете, ако веќе вамо војуваме со Бугарија и со Брисел, да не војуваме на трет план. Во шахот, вели, ако си на турнир и ако изгубиш партија, следната игра е на реми, вика, ако играш на победа, да го исправиш предходниот пораз и таа ќе изгубиш. Така да, тука има некоја логика дека да не се преценува, не со глава во зид да удараш. Меѓутоа, сепак сметам дека малку барем треба да бидат покритични на другата страна, затоа што договорите се двострани. Прво тие се апсолутно асиметрични, двата, разбирате. Неприфатливо, такви договори не се подпишуваат. Такви договори подпишуваат само земји победени во војна, а не земја која апсолутно е секогаш на позитивната и на правата страна, разбирате. Велам малце порезервирано, али во секој случај тие имаат повеќе информации и подобро може да оценуваат како треба да се однесуваат. Во секој случај, велам, сега сме во војна со Бугарија, треба тука да се концентрираме, а ова да го држиме. Еден ден јас велам, јас се залагам отворено и нагласено и сметам дека неизбежно е да го откажеме вториот протокол, што ќе биде мала револуција, а вториот чекор после тоа бидејќи ќе почнат разни, нели така, перипети да ги наречам, ќе треба се откаже или да се репреговара договорот со Бугарија за непријателство и после тоа да дојде на ред и договорот од Нивици, да се бара прво тоа целосно грчко исполнување и на врзостава на тоа да се повлекуваат потези во кои ќе не стават во поравноправна позиција и некои работи што беа проголтани тогаш, ќе се обидеме да ги исправиме. Знаете, дека не барате бебето дека не плаче, не бара млеко, не бара млеката да цица, разбираш. И тоа важи во сите сегменти од животот, во сите и на државен план. Додека ти не бараш нешто што ти припаѓа, никој нема да рече, ова е твое повели. Значи, велам, пред нас е една долга војна, долга борба за нашите основни права, која мора да се води многу внимателно, али велам, тука треба прво две работи, јас тоа постојано го потенцирам и кај вас сум го кажал тоа повеќе пати, мора се барат странски експерти за испомоќ, бидејќи тоа се работи кои ние не ги знаеме доволно, имаме некои сознание, имаме и наши експерти, меѓутоа тоа е еден повисок светски проблем, нашето име, нашите договори, нашето членство во Унијата и таква експертиза ни треба и тоа треба што поскоро да се направи и да се направи една подолгорочна стратегија, што како, кога, колку. Таа треба да биде, не треба да биде јавна по многу што, иако мора да има и јавен дел, треба да биде доверлив документ, али да се направи. Такво нешто немаме, а тоа е наш голем хендикеп. Како ја оценувате изјавата на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски дека недостатокот на знаење кај одредени поранешни амбасадори и генерални конзули ја доведе дипломатијата во состојба да биде најслабата карика на државата? Видите, јас немам голем увид, немам многу контакти со луѓе од нашето Министерство на надворешни работи, али факт е дека наша дипломатија не е сјајна, по многу што е хендикепирана, а да се разбереме, во последните 4 колку години беше Бујар Османи на чело на таа институција, таа е доведена до распад, разбирате. Тој работеше со неколку своји соработници, видите, една апсолутна небулоза, една будалштина, една глупост. Не само што беше албанец
министер за надворешни работи за прашање кое е клучно за едината на македонскиот народ пред се, бидејќи се работеше за опстанокот наш, името на државата, идентитетот на народот и слично, разбирате, и заменичката беше Албанк. Во ниедно министерство нема таков случај, а овдека и двајцата, разбирате, и таа очигледно знаеше англиски, беше професор, како не слажа во некое селско училиште, разбирате. Не се ставаат луѓе, тоа е саботажа во најмала рака, се ставаат луѓе кои најлесно ќе капитулираат. Зашто? За македонското прашање, разбирате. Така да дипломатијата е, ми се чини на ниско ниво, на ниски гранки, и сега новата власт треба полека, веќе најавија ќе го менуваат и законот за надворешни работи. Видите, према сегашниот закон ми чини 20% или 25% од амбасадорите треба да бидат професионалци. Ако не ме ваѓате, дали 1/3, не е ни важно. Слушайте, дипломатијата е занает, а во ситуација која ти зависи иднината од активностите на дипломатски план, ќе собереш и живо и диво што се разбира во дипломатијата, што има искуство, што знае нешто да направи, а не, велам, 1/3 ќе го земеш од улица, да не речем, и ќе го пратиш за амбасадор. Тој ќе биде статист, ќе гледа низ пенџере и ништо нема да направи. Зашто не знае? Велам, дипломатијата е занает кој се учи. И не само тоа, Македонија е мала земја и дипломатијата не може да биде голема. Во американската амбасада во Лондон, јас мислам дека има сигурно преку 1000 вработени, сваѓате. А наша најголема амбасада веројатно има 7. Сваѓате, и одма све е јасно. Дипломатијата е привилегија на богатите и на големите, разбирате. Малите се статисти во дипломатски план, али дипломатите може да постигнат многу за својата земја, борејќи се во рамките на што е, нели така, и малите земји имат и мали интереси, и мали, како се вели, и мали аспирации, така да има своја улога, али кај нас, велам, дипломатијата е навистина донесена на многу ниски гранки. Како ја оценувате изјавата на албанскиот премиер Еди Рама и амбасадорот Денион Мејдани во врска со ставот дека албанскиот јазик не е работа на Уставен суд и законски формулации? Имате ли информации дали Министерството за надворешни работи на Македонија реагирало на ваквите изјави? Дали е повикан албанскиот амбасадор да му се врачи дипломатска нота и ако не е, дали сметате дека тоа треба да се случи подитно? Нема информации дека е реагирано, а изјавата и на амбасадорот и особено на Рама се безобразни, разбирате. Тоа е нов албански патернализам према Македонија. Тие цело време така се однесуваат, али ние се правиме отсутни и на тој план малку или ништо не е направено, а тие си тераат по свое. Да не одиме подалеку. Имавме тиранска платформа во која политичките лидери на македонските албанци отидоа во Тирана, се договорат, односно да им каже Рама што треба да бараат во државата. И не само што тоа беше проголтано и беше исполнето, затоа имаме закон за албанскиот јазик со кој де факто е донесе држава да е направи јазична федерација. Не може во унитарна држава да имаш два јазици. Или е унитарна држава, или е федерација, разбирате. Нема трето. Така да, тоа е нивна трајна политика, тие продолжуваат. Ние имаме нивниот амбасадор во Скопје кој велеше албанските територии во Македонија. И никому ништо, тренда треба да го протераш. Меѓутоа, велам, ние се правиме поголеми католици од папата, изиграваме некакви миротворци, а тие не газат и не плукаат. Дека се однесуваме така, тие ќе продолжат со својот патернализам и ќе ни држат лекции, а ние ќе се правиме, боже, не разбираме или сме отсутни. Недозволиво и срамно. Радмила Шетјевинска на 2 декември ја презеде должноста заменик генерален секретар на НАТО. Како гледате на незиниот избор и дали ова е поврзано со незиниот удел и улога за постигнувањето на Преспанскиот договор и промената на уставот и историското име на Македонија, и како го оценувате тоа што македонскиот јазик исчезна во НАТО биографијата на Шетјевинска? Овде мислам на тоа што во незината биографија се наведени
сите јазици на кои зборува Шеќеринска, ама не пишува дека зборува македонски јазик, за кој не убедуваат Сада Самајдуи дека македонскиот јазик е зацементиран? Видите, јас прво протоколот за членство во НАТО е потпишан само на англиски јазик. Јас се обидував да проверам каков е случајот со другите членки, Албанија и другите кои се примале. Не успеав да утврдам дали било и на албански јазик, например, за Албанија, и на англиски, или само на англиски. И немам тука, не можам да го коментирам тоа, али факт е дека протоколот е потпишан само на англиски. Ова со Шекеринска, таа мора да реагира, разбирате. Не може да дозволиш да мајчиниот јазик не ти го признава. Така да, таа политика во однос на македонскиот јазик не е само бугарска политика. Таа се спроведува и од Брисел, се спроведува и од НАТО и така натака. Самиот избор на Шекеринска е американски, да се разбереме, за кои заслуги ја предложија, иако Руте се вика, така секретар, рече дека негов избор, нема врска. Таков избор не може да направи он. Тоа е американски избор и предлог. За врзосна на кои заслуги, јас не знам и не можам да коментирам. Али во секој случај тоа е од една страна признание за Македонија, меѓутоа политиките кои таа ги води во однос на Македонија, во однос на Преспанскиот договор, односите со Бугарија, промена на уставот, не се во интерес на македонскиот народ. Така да дека таа таму ќе игра поинаква улога не може да се верува, тоа се нејзини обидувања очигледно и партиска припадност, и тоа на некој начин е признание и за нејзината партија и за државата, затоа што Македонија до сега немал таква позиција на меѓународен план и веројатно ќе му уште долго време. Така да, од една страна е велам признание, али од друга страна мислам дека не ни носи многу, нити можеме да очекуваме дека тоа ќе донесе некоја наша корист. Ако успее да некои фондови од НАТО префрли во земја, ако успее некоја логистика од НАТО да се сврти према нашата земја, да се надеваме дека така ќе се однесува, али велам, обично нашите луѓе кои ќе се уште од поранешна Југославија, македонците кои беа во федерацијата беа повеќе југословени отколку македонци, за разлика од сите други речиси, па така и во меѓународни организации веројатно тие што имаат некоја помала функција, се однесуваат повеќе во интерес на организацијата, отколку во интерес да ги бранат македонските интереси. Тоа е наша генерална карактеристика, мислам дека нема изгледи да се во овој случај и во слични случаи да се понешто однесуваме поинаку и да го менуваме тоа правило негативно. Премиерот Христијан Мицковски на почетокот на неделава имаше состанок со Советот на странски инвестиции, каде што беше обелоденето дека за 6 месеци од формирањето на оваа влада се отпочнати, завршени со преговори, одобрени или поставени камен темелници за 8 инвестиции во вредност од над 700 милиони евра. Овие инвестиции ќе вработат околу 2800 македонски граѓани. Како го оценувате овој развој и колку ваквите инвестиции ќе допринесат за поттикнување на економскиот раст на државата, особено на локалниот економски развој? Тоа е дел од позитивните активности на владата. Мислам дека таквата политика на времето спроведуваше и Груевски, што повеќе странски инвестиции за што побрз развој на државата. 700 милиони е извореден податок, разберете, меѓутоа зашто со 700 странски инвестиции само 2800 вработени? Нелогичност, тука треба да има макар 30-20 илјади вработени, разбирате. Како советник на Груевски за странски инвестиции донесе околу 80 милиони кои вработува преку 3000 души, разбирате. Така да овде 700 милиони, 10 пати повеќе, тука малце има некака дискрепанца, малце за мене не ми е доволно јасно, али политиката на владата да се прелекува, да се бори за странски инвестиции изморедна, за поздравување и треба да продолжат со тоа, бидејќи, знаете, на крајот од денот што е најважно? Развој на државата. Има ли развој, ќе има поголем стандард,
ќе има подобар живот за сите, ќе има помалку иселување и бегање на експертите. Така да тоа е еден магепсан круг, или ќе го туркаш во позитивна насока, или ќе го занемариш како што беше претходно, разбирате, и ќе одиш во небрано. Ова е добра политика, мислам треба да се поздрави и да се надеваме дека ќе има све нови странски инвестиции во Македонија. За разлика од минатата влада пред се од Министерството за внатрешни работи, оваа влада започна сериозно да се справува со криминалот и корупцијата. На почетокот на оваа недела МВР разби 18 члена криминална група, припадници на познатите наркокардели од Рачиново и Дуканџик, а во рамките на акцијата на 30 локации во Скопје и Велес уапсени беа 4 лица, а поднесени беа и кривични пријави за 18 лица, за кои моментално се води истрага. При претресот пронајдени беа и поголема сума на пари, злато и оружје. Оваа група вршела различни кривични дела, вклучувајќи и убиства, изнудувања и злосторнички здружувања. Подготвувала планови и насоки и носела одлуки кој, како и на каков начин да биде ликвидиран, а за едно убиство плаќале и по 250.000 евра. Минатата недела полицијата успешно спроведе акција во Струшко-Гостиварскиот регион, со која беше разбиена терористичка група, која планирала да организираат настани со кои бија загрозиле безбедноста на Македонија. Во акцијата беа уапсени и лишени од слобода повеќе лица. Како гледате на ваквите постапувања од страна на МВР и министерот Тошковски? Дали ќе успее МВР и владата да се справи со предизвиците кои произлегуваат од активностите на криминалните групи, но и на оние кои се занимаваат со корупција? Како го оценувате и начинот на кој што се справува ова влада без посебни пародии и камери, а кој е дел од најавената силна, робусна борба против криминалот и корупцијата? И дали тргна системот во суштинската борба против криминалот и корупцијата? И уште на подпрашање, дали најновите полициски акции во земјава ќе стават крај на криминалот? Крај на криминалот нема да има, нити има некаде, разбирате, крај на криминалот. Криминалот го има насекаде. Ние не сме никако посебно место или посебен пример. Меѓутоа само разликата е кој процент од тој криминал завзема во општеството. Додека кај нас е може 15, 20, 25%, во развиените земји, во оние, да речем, демократски, западни демократии, 3%, 2%, 1%, разбирате. Тоа е разлика. Дека криминал има секаде, ќе има секаде. Чекорите кои ги превзема оваа влада и поготово Министерството за внатрешни работи се извонредни. Тоа е главниот дел од реформите кои се де факто почнати покрај борба за европскиот пат. Главната реформа е борбата против корупцијата и криминалот. Ова се сериозни потези, разбирате, кои навистина покажуваат спремност да се расчисти тоа криминални гнезда во државата и мислам дека се ова извонредни почетни успеси. Меѓутоа, тоа треба да трае, разбирате, и да се разбереме. Нема да биде таа борба лесна. Знаете, тоа бидејќи во светот ништо не е поорганизирано од криминалот, разбирате. Тамо тие партнерства, сојузи, организираност е нешто што функционира многу прецизно. Велам, тоа ќе биде долгорочна борба, долгорочна битка, долгорочна политика мора да има и мислам дека почетните резултати се извонредни и дека треба да се опстои на тој план. Воспротивно, велам, шансите да успееме и да некој ден бидеме примени во Европската Унија се минимални, затоа што таму кај што има криминал, како што има кај нас и корупција, особено не се атрактивни земји за никого и ако тоа не се расчисти, ќе бидеме секогаш на маргините на европските движења. Дали сега со право можеме да кажеме дека е започнат процесот да нема селективна правда и дека законот ќе важи за сите и дали очекувате дека оваа борба против криминалот и корупцијата ќе продолжи со исто темпо и интензитет, особено ако се земе предвид она што се случуваше во изминатите години? Па мислам дека на тој пат се оди, дека тоа е политиката, дека нема да има селективна правда и мислам дека тоа мора да се подржи, бидејќи, знаете,
поголема неправда од селективната правда нема, де факто. И тоа мора сите да бидеме реални и да се противставиме на таквата политика, бидејќи ве реков, ако нема правда за сите, тоа значи дека нема правда. А без правда никаде нема се стигне. Така да предизвиците се големи, огромни, и мислам дека спремноста на сегашната власт да оди до крај со таа политика е неспорна и мислам дека треба да се поддржат максимално. Дали конечно ќе бидеме сведоци кога криминалот и високата корупција нема да бидат заборавени и занемарувани како што беше во минатото, и наместо тоа ќе видиме правдата и сите оние кои се огрешиле да одговараат за злоделата кои ги правеле? Ќе успеат ли судиите и обвинителите да се откачат од канџите на ДУИ и на СДСМ, или понатаму ваквите кривични пријави ќе завршуваат во фиоки, чекајќи го денот на застарување на делата? Мислам дека помина тоа време и се надевам дека помина тоа време. Реков, спремноста, подготвеноста, решеноста, ако сакате, да се оди до крај и да се биде тука без, да се биде принципиелен и безкомпромисен, е реална. И велам, поддршката ќе имаат апсолутно од максимален, од огромен дел од населението, значи тоа е нивни, ако сакате, и партиски интерес да така продолжат, и мислам дека и очекувам дека така ќе биде. Поранешниот премиер Димитар Ковачевски, поранешниот прв вице-премиер Артан Груби и поранешниот директор на Државната лотарија Бајрами добија кривични пријави под сомнение дека заедно со уште 6 лица извршиле неколку кривични дела, вклучувајќи проневера на средства во Државната лотарија во вредност од повеќе од 8 милиони евра. Во продолжение на истрагата, полицијата изврши упат во домовите на Груби и Бајрами за да ги истражи сомнежите за сторениот криминал. Влегувањето на полицијата предизвика реакција од страна на ДУИ, кои ја искористија ситуацијата за да се представат како напад врз сите албанци во Македонија, обвинувајќи дека расчистувањето на незаконското потрошување на пари од лотаријата било наводен националистички напад. Како ги оценувате овие изјави, господине Никовски, особено кога станува збор за лица за кои постојат сериозни сомнежи дека биле вклучени во сериозни злосторства, вклучувајќи убиства на македонски албанци? Ве зачудуваат ли вас овие реакции? Видите, тие реакции во основата не зачудуваат, бидејќи поранешната опозиција, сегашната власт, долго време повторуваше дека има тежок криминал во врвовите на претходната власт. Сега се два големи случаи на дневен ред, тоа е, нели така, лотаријата и регбитола. И тоа покажува и ја потврдува таа подготвеност на власта да се расчисти со тие криминали. И велам, не е лесно ти да прв вице-премиер ставиш во затвор, кој за жал избега, меѓутоа тоа покажува таа спремност и тоа е она што го бара и Брисел, ако сакате и Вашингтон на тој план, реакциите и ангажманот е позитивен, да ни помогнат во борбата против криминалот, а ова се конкретни чекори, значи се врвот се допре и дај Боже да се продолжи во таа насока, и сите што се огрешиле за законот, било од каде да доаѓаат, да се соочат со својата вина и да ги добијат заслужените казни. Значи, почнате процес, ќе биде долг, бидејќи велам и криминалите се долги, огромни на разни места и од разни аспекти, али велам, секогаш почетокот е најтежок. Сега се тргна во таа насока, велам, имаме повеќе примери, и мора да се продолжи во истиот правец, бидејќи тоа е интерес на општество и интерес на секој граѓани. Да се расчисти, да се стави крај на тој криминал, реков криминал секојаш ќе има, али да биде во некои нормални и толерантни, ако сакате, рамки. Кривичниот суд од Скопје одреди мерка притвор за Груби и Бајрами, иако не се достатни за судските органи. Дали со право можеме да се сомневаме дека
предвременото бегство на Артем Груби е како резултат на дојава од страна на некој од обвинителството кој ја издаде наредбата за да се влезе во неговиот дом заради барање докази, а истовремено да се уапси? Тоа не е спорно, разбирате. Знаете, албанските партии цело време, веќе долги години, создаваат своја мрежа на луѓе во сите институции. Па да се подсетиме, само министри во владата велеа, јас не му одговарам на преминот, му одговарам на партискиот лидер. И тоа се толерираше. Чим се толерира, пак има мрежи и тие луѓе, за тие се луѓе, значи, се поставуваат и одговараат на партискиот лидер, не на шефот на институцијата. И ова нема никаква дилема дека тука имало пробив на информациите. Тие се, како беше некој 10 минути излегол пред 10 минути пред да дојде полицијата да го апси, разбирате. Тоа не му паднала, не му дошла веста од Вселената, разбирате. Тоа се нивни луѓе кои алармираат, еве сега за Блаце, за бегството, се одговараат луѓе до таму кои го пуштиле Груби. И велам, да се надеваме дека таа политика на толеранција, разбирате, завршува и дека сите сме еднакви према законот и секој ќе одговара за она што го направил. Господине Николски, ќе продолжиме со уште неколку пократки прашања со можност за пократки одговори. Како го оценувате она што шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски го изјави во врска со финансиските проневери на поранешниот амбасадор во Обединетите нации, Љубомир Фрчковски, кои достигнале износ од најмалку 100.000 евра? Како гледате на ова расфрлање на јавните средства и загриженоста на министерот Муцунски за тоа како е возможно да се извршат вакви проневери без да бидат забележани многу порано и дали е во ред што досега поранешниот амбасадор не е обвинет за оваа одговорност? Тоа запрепастува, разбирате. Потполно не може да се објасни во никој случај такво нешто, значи тоа се правило за година-две, не е тоа преку ноќ направено. Претходно имавме аферата кога самиот рече си купил карта авионска од парите на амбасадата, на мисијата во Обединетите нации, али намер ќе си ги вратил парите. Тоа исто како гувернерката на Народна банка на Македонија да си земе пари да оди на Малдиви и некаде на одмор, рече, ќе ги вратам. Разбирате, тоа е криминал класичен, разбирате. А он тоа го кажуваше како да е нешто најнормално, разбирате. Мислам дека тој човек веќе долго време е во власта, така се однесуваше секогаш и, знаете, наоѓаше начин да се прошверцува и да не одговара. А мислам дека сега веќе нема тоа да се толерира и дека ова што го изјави министерот е апсолутно обврзувачко за власта и дека тие ќе одат до крај и ред е да тој човек плати за тоа што го сгрешил. И мислам дека тоа ќе следува. Како гледате на националната платформа за единство, која што вчера до коалициониот партнер ВМРО ДПМН и коалиционите партнери на ВМРО ДПМН ја поднесува од движењето Знам за Македонија, а која платформа е составена од 9 точки со кои се поставуваат црвените линии за интеграциите на Македонија. Очекувате ли оваа платформа да добие зелено светло од сите парламентарни политички партии без исклучок, или и оваа платформа ќе остане само како обични листови хартија, особено за опозиционите политички партии? Веќе опозицијата македонска го одби предлогот, разбирате, така да шансата да тоа нешто биде прифатено веќе е изгубена. Знаете, тоа се позитивни исчекори. Меѓутоа, мислам дека се прави една суштинска грешка за такво нешто. Не може, пред некое време, кога дојде на власт и Мицкоски, излезе мислим со 10 предлози за како да функцира општеството, и сега не сеќам тачно што беше насловот, разбирате, и тоа беше исто така одма одбиено. Такви исчекори, такви документи треба да се прават заеднички. Ние единството
во општеството, без кое тешко ќе успееме, затоа што спротивставеноста е, конфронтираноста е длабока, разбирате, далекосежна и крајно неповолна према интересите и на македонскиот народ и на целата македонска нација која живее во држава. Значи, тие мора да се бараат на една поширока основа, да се покране иницијатива, да се формира некоја можда работна група во собранието, кај што се нели така сите парламентарни групи и да се тамо почне да се скицира некој со предлог било кој, ама да се издаде предлог да се работи на тој предлог, разбирате. Да се направи обид да се дојде до консензус. Зашто вака кој да излезе поединечно, утре да излезе СДСМ, други ВМРО ќе одбие, утре да излезе ВМРО, СДСМ ќе го одбие, албанците поготово и така натака. Велам, треба да се оди од почетокот, значи, кој ќе има таква идеја, кои се позитивни, велам и Чекорот е на знам позитивен, меѓутоа не може да даде резултат, бидејќи сите други се чувствуваат како заобиколени, како заборавени, оставени на страна и тоа ги лимитира можностите за да се дојде на таков документ кој ќе биде заеднички. Ние имавме ситуација кога резолуција изгласа собранието околу проблемите со Бугарија и никој не ја почитува таа резолуција. Таму имаше црвени линии и однесување како треба да биде. После тоа се случи едно чудо на Чекори на претходната власт, која да е апсолутно спротивно од тоа што беше договорено во собранието и никому ништо. Така да, позитивен потек, али подобро е да се бара единство на една заедничка основа, преку преговори, разговори, дискусии, идеи и така натака, и на тој начин да се направи чекор по чекор да се оди кон некој национално искуство, бидејќи без тоа, знаете, хендикепот е огромен и шансите за успех не се баш многу розови. Од ова што кажавте, можеме да заклучиме дека синдромот на самодокажување, јас сум подобар од тебе, зошто ти, а не јас, никако да се искорени во македонското општество. Тоа на крај на тоа се сведува, разбирате, и велам, таквите поединечни иницијативи се позитивни, разбирате, даваат некои, речем, иницијални напори да се тргне, да се оди во таа насока. Ама велам, треба да се биде внимателен, зашто сите други се чувствителни и што вика, овој нас ќе ни соли памет, знаете, македонецот не прифаќа нешто ако не и самиот не учествува во тоа, што е помалку и негативно во основата. Ако некој има позитивен предлог кој сака и душморот нека дојде со позитивен предлог, па ќе го прифатиме, разбирате. А и најдобриот пријател ако излезе со лош предлог, ќе мачеме случај, извини, ама тоа не го бива тоа. Во сето ова е добро, бидејќи се уште не ги откриат тие 9 точки, нема да ги откриат додека не се вршили поопштени разговори. Ево име што ќе испадне тоа. Точно, да се надеваме дека ќе биде иницијална каписла да почне да се разговара на таа тема, да почне да се дискутира, да се разменуваат идеи, предлози и така. Господине Никовски, како го оценувате тоа што владата го повлече од собраниска процедура предлог законот за средно образование, кој што предвидуваше интонирање на македонската химна на почетокот и на крајот на учебната година, како и при одбележување на патронати и други прослави. А исто така документите во училиштата каде учат македонските албански ученици да бидат на македонски јазик. Пред да го слушнеме вашиот став за ова, како и за изјавата на министерката Јаневска, предлагам да ја слушнеме нејзината изјава. Ако имаме држава, ако имаме устав, ако имаме закони, сите символи на државата треба да се почитуваат. Но повторно ќе кажам, тоа е процес и немам намера да спречам други пред закони, повторувам, заради политичката нечестна игра на ДУИ првенствено кон сопствените деца, а потоа и кон сите други деца, да дозволам да трпи образовниот процес. Повелете, господине Никовски. Видите, тоа е ситуација која се толерира веќе 30 години. Албанците во Македонија
не ги прифаќаат символите на државата, тоа е факт. Фудбалерите во државната репрезентација која се свири фирмата, тие се албанци, апсолутно го игнорираат тој чин. Значи се толерира нешто кое албанците веќе не кријат. Ги игнорираат сите символи на државата, разбирате. И ние се правиме, Божем, тоа не го разбираме, го толерираме и ќе дојде до ваква ситуација. Поготово кога се спомна тој закон дека ќе се емитува химната, разбирате, албанците сте скокнаа. И не само тој, и другите, сите албанци тука се единствени. А ние имаме маса случаи кога на почеток на школска година и на Тетовскиот универзитет тие свире албанската химна и никому ништо, разбирате. Така да, кој ќе толерираш нешто што е непринципиелно неприфатливо, тоа ќе ти удри во глава, на крај бумерангот е неизбежен. И затоа треба се почне една дискусија во која ќе се каже ова се символите на оваа држава и околу нив нема дискусија. Затоа што ова е сепак македонска држава, мнозинството е македонско и не можеш ти се тука а веќе наметна едно чудо работи од законот за албанскиот јазик. Тоа е Македонија федерација веќе. Ако ти имаш два еднакви јазики, специјални јазици, ти не си унитарна држава. Велам, албанскиот фактор во држава има своја стратегија, има своја политика и да се разбереме, во све успеа. Све што има зацртано, од Охридскиот договор и војната во 2001-та, па до денеска, разбирате, се што има како и најекстремно барање во све успеа, затоа што македонските политичари за да ја задржат или за да ја добијат власта, беа спремни на концесии кои беа надвор думот. И сега сме дојдени во таква ситуација. Така да, знаме, символите на државата се нешто свето и тука мора сите да бидеме зад нив. Тоа мора да се стави на дневен ред, да се разговара и да се каже дека промена на овие символи нема и дека е обврска на секој да ги почитува. И дека непочитувањето на тие символи води е кривично дело, како што се случи со палењето на македонското кинење на македонското знаме неодамна кога беа тие прославите на албанското знаме. Така да, велам, политиката сега очигледно власта има по-јасна политика во однос на тоа прашање и дека тоа треба што поскоро се расчисти. И да се разбереме, тука, знаете, албанците пред некое време, пред не знам 5-6 колку години, беа агресивни околу потреба да се менуваат символите, па се повлекува. Зашто се повлекува? Затоа што очекува дека ќе почнат преговорите со Европската унија, пардон, и тогаш не мора тие да го споруваат нашата химна, например, ќе спорува Грција. Како денеса до Македонија? Нема Македонија. Што се раѓа на Македонија? Нема Македонија, разбирате. Меѓутоа тоа се одложи и затоа се тие се поагресивни, сакаат тоа да го расчицат. Знаете, ние сме на удар, на жесток удар сме, веќе 30 години од меѓународната заедница, целта е да се затвори македонското прашање, а ние сите тие настани кои одат во една недискутабилна насока, разбирате, да се тоа постигне, ние сите тие елементи ги земаме поединечно, не ги поврзуваме и се правиме наивни на некој случај. Епа нема наивност, разбирате тука. Или ќе се бориш и ќе исправиш работите, или ќе пушиш да тече за својот тек, кој е апсолутно неприфатлив за нас и за наша долгорочна штета. Господин Никовски, кој е вашиот став поврзан со писмата Стари еден век, кои се пронајдени во руските архиви, а кои писма покажуваат, односно сведочат, за креирањето на бугарската политика и пропаганда против Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик, и тоа преку автентични писма кои ги разменувале председателот на Бугарската академија и ректор на Софискиот универзитет Љубомир Милетич со еден од најголемите слависти од 20-тиот век, Афанаси Селишчев. Пред да го слушнеме вашиот став, предлагам да слушнеме дел од изјавата на Бранислав Светозаровиќ, еден од авторите на делото Писма на Љубомир Милетич до Афанаси Селишчев. Експлицитно
се гледа дека се договараат бугарскиот академик и рускиот професор. Неговата книга, која претходно била под наслов Есеи за македонската диалектологија, том 2, да се преименува во Полог и неговото бугарско население. Не само што е сменет самиот наслов, туку е направена целосна промена на термините внатре во книгата и македонските дијалекти стануваат бугарски дијалекти, македонското население станува бугарско население и се она што суштински целосно ја менува книгата и служи како нарачка која за жал од наша гледна точка е еден голем скандал во научните кругови. Повелете, господин Николски. Вчера бев на промоцијата на книгата. Да. Се работи за исклучително важно дело, бидејќи се тоа докази конкретни кои бугарската страна ги злоупотребувала, манипулирала, злоупотребувала долго години, се повикувала на Седишчев, се викаше мисличини рускиот научник, а тие му плаќале, разбирате, тачно во писмата кои се објавени, книгата уште не е готова, треба за 10 дена да се појави од печат, доцне очигледно, али во секој случај е драгоцен документ, објавена е двојазично на англиски и на македонски, али треба потхитно да се проведе, вчера е така, тој го сугерирав и на авторите, да се преведе и на бугарски, разбирате, да се дистрибуира што пошироко, и на англиски, и има превод на француски, на германски, бидејќи еве ги доказите, разбирате, секогаш манипулирале, секогаш корумпирале, разбирате, и де факто веќе тоа се случува некаде во 20-тите години на минатиот век, значи 1919-та, 20-та, 25-та, не знам која година, значи пред 100 години се случувало тоа, разбирате, и денеска истото се прави. Така да, тоа е силен удар на бугарската пропаганда и на бугарските злоупотреби и треба што поскоро и нешто пошироко таа книга да се дистрибуира низ светот. Ова е одлично дело во вистински момент. Так. Да, точно така. Господине Николски, како го оценувате она што во рускиот ракетен напад на Киев беа погодени неколку објекти, вклучително и македонската амбасада во Киев? Како гледате и на тоа што Министерството за внатрешни работи на Македонија го повикало вонредниот и ополномоштен амбасадор на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базников и му врачиле протестна нота? Видите, јас не верувам дека тоа е намерно према македонската амбасада, таму колку што знам имало 4 амбасади во таа зграда. Значи, тоа е можеби и некаков сигнал не за нас, за другите, инаку нашите се повлечени од колку што знам јас од Киев, нема веќе персонал во нашата амбасада тамо, така да тоа е само материјална штета. Велам, знам дека тамо била и албанската, и уште 2 други мисличини амбасади. Така да овој чекорот према рускиот амбасадор е на линија на европските барања да покажуваме што поголема антируска политика во државата, што во целина нас не ни одговара, али велам, потегот што го направиле, ајде нека биде на некој начин нормален, кога пред малку зборевме дека Рама вели дека да не го менуваме законот за јазици, а тие молчат и ништо не превземаат. Значи, тоа се наши двојни стандарди, разбирате. Овдека ќе протестираме, а тамо е војна, разбирате. Во војна нема, тоа е војна која е неспорна. И во војна кога се бомбардира, кога и украинците бомбардираат во Русија, разбирате, тоа е, мисля, еден чекор наш нагласен антируски кој во целина не ни користи. Како ќе се одрази врз ДУИ ставањето на Артан Груби на црната листа? Дали САД со ова ја ставија ДУИ во нокдаун и им ги делегитимираа сите наративи кои што досега ги користеа од ДУИ, особено национализмот? Какви се вашите очекувања за еднината на ДУИ? Видите, ова е сериозен, тежок удар врз ДУИ, бидејќи на самиот врв, претходно со
градоначалникот Мерко и беше зададен одреден удар. Пардон. Меѓутоа, ова е нешто многу посериозно. И ова е директна, ако сакате, порака и до лидерот на партијата. И во целината, во последново време што се случува де факто, тоа е опомена да внимаваат со напорите, со обидите да се дестабилизира Македонија. Знаете, кај претходно објаснивме дека албанците, не Албанија, него албанците се главен американски партнер во регионот, меѓутоа се случува како што е овај Курти во Косово, како што е Дуи во последно време кај нас, да тие излегуваат од онаа рамка на американски интереси и почнуваат да водат некои своји политики и тогаш веднаш добиваат по прсти. И може да се каже дека случајот со Артан Груби е токму во таа насока, да се опоменат дека не може да правиш сакат во Македонија, дека сепак се тие алатки во туги раце, а не се носители на политиките. И верувам дека тоа го сватија, али е, знаете, Дуи после излегувањето од власта води една апсолутно неприфатлива политика, се обидуваат на еден друг начин да создадат криза во земјава, што е неприфатливо, и мислам дека крајно е време веќе да дојде до сериозни промени во врвот на таа партија, да дојдат други луѓе кои ќе сепак водат поинакви политики кои се во интерес на оваа држава, што до сега не е случај. Знаете, во целина дури може се каже дека албанците во Македонија очекуваат оваа држава да им служи нив, разбирате, а тие не преземат никаква врска према државата, никаква солидарност нема на ниво на државата, а тоа се толерира од македонска страна и затоа тие продолжуваат така. Велам, ова може да се свати како еден мал пресврт кој треба да се искористи, а дали тоа ќе се направи, тешко да се каже. Господине Никовски, за крај, од прашањата од нашите слушатели и гледачи, одвоивме едно од господја Видановска. Прашува, името беше сменато за влез во НАТО и Европската Унија, што не сакаат тогаш, дали може да си го вратиме името Република Македонија? Апсолутно може. Знаете, нема нешто што не може, али треба да се сака. И треба да се направи соодветна стратегија, јас претходно реков, за тоа се потребни и странски експерти, кои ги знаат сите тие меѓународни узанси, ако сакате, и последици и можности од друга страна, и тоа треба да биде наша долгорочна цел. На куса патека тоа не може да се направи, затоа што имаме преголеми проблеми со Бугарија, имаме блокади и така натака, и нашето членство во Европската Унија е доведено во прашање и прво треба тоа да се расчистува, кој ќе да ставиме тука некој ред, а тоа треба да се направи сепак за еден релативно кус период, после тоа треба да се оди на ревизија или откажување на договорот за непријателство со Бугарија и после тоа да дојде на крај и да се преиспита договорот со Грција, да, знаете, прво почнат промени околу користењето на тоа име, да се оди прво на една преодна фаза, да дома си го вратиме своето име, што ќе биде промена на уставот, што нема да биде лесно. И на крај да се избориме еден ден, али тоа ќе треба велам доста време да помине, и на меѓународен план да ни се врати, бидејќи името го бира државата, тоа е основно право на секој народ и на секоја држава, а Македонија беше исклучок што нели така ни го суспендираа прво на меѓународен план, па не присилија да преговараме и на крај нели така да капитулираме и да се направи одредено предавство на суштинските интереси на македонската држава и македонскиот народ во нивици, али велам, ништо не е трајно. И викаат има и не знам колку верзии на Библијата. Библијата важи како нешто што е недопирливо, што е трајно, али има разни верзии. Епа, ако има разни верзии на Библијата, не може договорот од нивици да биде нешто трајно, недопирливо и за секогаш. Така да, наша задача е, треба многу време, треба многу напори, треба многу експерти да се ангажираат, да се работи на таа насока, на тој правец, а тоа е можно
и апсолутно сум убеден дека еден ден тоа ќе се исправи. Так. Ви благодариме, господине Никовски, како и секогаш причинивте задоволство со вашето учество во Македонски корени, кажавте многу. Ви посекуваме убав остаток од викендов, убав дочек на новата година, здрави, живи и многу среќни со вашето ценето семејство. Нека ви е среќна на сите вас. Со желба секако за скоро слушање и во новата 2025 година, овде на Македонски корени, пријатно до слушање и довидување секако. Благодарам за убавите желби, возвраќам и до вас и до сите македонци каде и да се. Нека ни донесе здравие пред се новата година, али и берикет и промени во нашава држава, сериозни промени кои ќе не излечат од тунелот во кој се наоѓаме и во ќорсокакот во кој сме доведени и со наша вина, мора да признаеме, така да ние сме на потек. Јас сум убеден дека тоа ќе се случува, ќе треба време, али со една разработена стратегија, со една посветеност на нашата кауза, бидејќи велам се добедени во прашање како народ, ќе успееме. Македонскиот народ никој не успел да го сотре со векови, сега уште помалку ќе може, али велам, мораме да бидеме свесни дека за тоа е потребно време, напори и знаење пред се, кое мора да се комбинира и во земјата и во странство. Поздрав во сите, среќна нова година за сите, весели божични празници, нека ни е вечна Македонија, Македонија ќе успее и ќе биде нешто со кое ќе се гордаеме уште долго години. Токму така, остануваме во контакт, ќе се слушнеме и видиме следната година. До тогаш и секогаш Господ Бог само убавини да ви дава. Чувајте си го здравието и требате на Македонија, затоа што вакви луѓе кои што даваат ум, никогаш не се доволни во Македонија. Еве, уште еднаш сретни новогодишни и божични празници. Поздрав и секое добро. Поздрав. Поздравени. Се слушаме. Секое добро.